Целосно отпишување на долговите на стотици илјади граѓани кои имаат извршни решенија за долгови од пред 10-20 години, бараат правниците. Адвокатот Николчо Лазаров тврди дека законот предложен од пратениците од власта и опозицијата за отпис на каматите за стотици илјади стари предмети кои беа заглавени по судовите, па префрлени на извршителите, е чист популизам за собирање политички поени. Според него, тој нема да го реши проблемот бидејќи нема облигација за компаниите да ги отпишат каматите, туку е само доброволно, односно ако сакаат. Лазаров е категоричен дека граѓаните неправедно се оштетени не по нивна вина и дека плаќаат по стотици илјади денари за ситни долгови од 90-тите години за кои не ни знаеле дека се тужени, а не можат ниту да се жалат. Во основа, овде се работи во принцип за најголемиот број на предмети, се работи за застарени предмети кои по облигација е 10 години и ако се влезени во законска постапка. До толку повеќе што судовите и надлежните органи не преселе никакви дејства и не по вина на должниците кои не знаеле ни дека имат такви предмети во самите судови, односно кај нотарите и кај извршителите. Издруженијата на граѓани кои се за стоп на извршителите се категорични дека законот мора да се допрецизира и бара тој да важи ретроактивно, односно да се вратат парите на сите кои досега неправедно платиле енормни суми. Бараат ревизија на работата на извршителите и вадење на виделина на целиот криминал, бидејќи како што велат, народот не бара сожалување, туку правда. Од Комората на извршители пак го поддржуваат овој предлог закон и сметаат дека ќе влијае на олабавување на должничкиот однос на граѓаните кон јавните претпријатија и другите компании. Ние како Комора го поддржуваме овој предлог закон и сметаме дека тој би требало да се донесе бидејќи тие решенија долги години стоеле без превземено ниту едно извршно дејство. На тоа се товареле камати, а голем дел од граѓаните не знаеле ниту дека се тужени. Сметам дека тоа е добар потек на владата, бидејќи граѓаните сакаат да си го платат главниот долг, но каматите се енормни. Немаме прецизна бројка колку вакви предмети сме добиле и колку до сега се извршени. Инаку со предлог законот за отпис на каматите за долгови најчесто за режиски трошоци се опфатени решенијата за извршување извадени од суд до 1 јули 2011 година и се пренесени кај нотар или извршител. Предлогот е граѓанинот во рок од 12 месеци да го плати главниот долг како и судските и извршните трошоци, а потоа во рок од 15 дена да побара од компанијата отпис на каматите, а тие доброволно да решат дали и колку ќе отпишат.